civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кога политичките елити, проучувајќи го веројатно западниот модел, сваќаат дека главно критичарите кредибилни на политичките елити се граѓанските организации. И од тогаш почнува еден напад кој пред се тогаш оди со оној дел на парите, заради тоа што кај нас се уште општеството ниту е така изградено, ниту профилирано, за да се уште немаше одредени профилирани групи кои се застапуваа за себе, за да можат вредносно да ги нападнат или да а во исто време тогаш политичките елити исто така она што им беше најважно веројатно беа парите. И така почна и нападите кон граѓанскиот сектор, пронаоѓајќи одредени случаи на некакви проневери на пари или не знам кои не, сигурно дека и се дешавале во граѓанскиот сектор, како и во секој сектор, секако дека некаде има. Меѓутоа тие тоа го искористија за да створат една генерална слика дека граѓанските организации, тоа се перални на пари. Тоа се тие проневерувачи. И тоа, ако може да забележите, се уште не следи тоа, се уште не е, иако ние сме можеби најтранспарентните организации, институции или било што постојат во државата. Никој друг не е така транспарентен. Никој нема 5 ревизорски извештаи годишно. Никој така отворено на своите веб страници не ги објавуваат финансиските извештаи. И се она што се случувало финансиски во организацијата преку годината. И покрај сето тоа, постигнатата транспарентност на која работевме многу, се уште тоа не може да се избрише, тоа петно, тоа која е од првата кампања која почна против граѓанските организации уште 90-тите и крајот на 90-тите, се уште трае за жал. И тука можеби Павле, како што кажа, тука тој наш слаб одбранбен механизам. Ние немаме аналитички центри. Ние немаме цели PR кластери во нашите организации и заради тоа тешко и се бориме против овие. Тоа со парите продолжи и понатаму на различни начини. Последно беше, го спомнајте, од режимот на Груевски, па ние во нашата организација имавме 6 месеци биро на кое цело работно време еден инспектор од УЈП го поминуваше 6 месеци кај нас, во 9 доаѓаше, во 5 си одеше. Ливче по ливче. Познато. И не можеше ништо да најде. Секако. Немаше што да најде. Немаше што да најде. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа се уште си влече и се уште влече од таа прва тема на напад на граѓанските организации, односно парите. Втората тема, вредносната, е малку потешка и потешка и за одбрана, заради тоа што во меѓувреме она што се случи, затоа што Павле многу добро го детектира тоа и на глобално ниво како се случува. Ние токму во Загреб имаме и една како да кажем, група на луѓе, активисти и организации кои комуницираме на различни начини, порано повеќе физички, сега скоро исклучиво електронски, каде што споделуваме различни информации и истражувања, затоа што има луѓе кои се занимаваат со ова за среќа. И она што може да се забележи е дека она што почна малку стихино од 70-тите години во Америка, значи со Никсон и цела таа ера, кога за прв пат десничарите почнуваат да сваќаат дека пропагандата може да ја користат во своја корист. Тоа се развиваше на различни начини со успони и падови, меѓутоа добива еден страшен буст од почеток на 2000-тите години со Путин, доаѓање на власт на Путин и сваќањето на Русија дека она што ние многу добро го знаеме, кои сме Титови пионери родени малку порано, што значи да кажеш нешто што не е вистина, сите да климаат со глава. Ако дојде зор дека мора да се открие дека не е вистина, ќе смислиме уште поголема невистина. Точно така.
И тоа на нас не се случува. Она што од доаѓањето на Путин и започнувањето на оваа војна, Трета светска војна да ја наречеме, информацијска, дезинформацијска војна, не знам како да ја наречем, она што они го сватија и го презедоа нашиот начин на организирање и на комуницирање. Што претходно го нема. Претходно беше многу стихино, парцијално, во различни делови од светот, различно се случуваше и се. Она што они го презедоа е граѓанскиот модел. Моделот на граѓанско општество кое пред се го развија прогресивните и левите сили во демократските општества. И според кои ние функционираме. Така е. И Богоевски и Блажевич всушност го зборуваат тоа кога се прават паралелни всушност групи кои се представуваат како граѓанско општество за да можат да ја спроведуваат таа кампања. Да, не само што се прават, они се веќе изградена мрежа. Именно. И затоа, како што каже и Павле, затоа вие можете да ги видите наративите кои започнале, не знам, ќе отидете во Јута, ќе го слушнете, ќе дојдете у Велес истото го слушате. Или домаќинкава од Битола, која е експерт за образование. Да. Значи, тоа се страшни работи, ние на времето ги викавме реакционери. Тие се реакционери. Тие луѓе се реакционери. Тие не сакаат прогрес. Тие не сакаат одредени групи за тоа што се освестиле политички. Да постигнат одредени права или еднаквост или нешто. Тоа е нивната реакција. Нивната реакција е негативна. И затоа јас ги викам реакционери се тие луѓе. И ова целото има една линија на движење кое се обскрбува, се храни на многу специфичен начин, веќе познат и еднаш веќе искусен. Знам дека не е популарно овој збор да се употребува, меѓутоа сега ќе морам. Меѓутоа, овде е хранење на едно фашистичко чудовиште. И тоа почна многу конкретно со соросоидите. Глобалниот напад на Сорос. Тоа е антисемитизам. И тоа не може никако поинаку. Меѓу другото, да. Меѓу другото, меѓутоа во основата на сите овие реакционерни мрежи е антисемитизмот. Една од основите. Има повеќе елементи и таа беше првата со која они се обскрбија и се нахранија. Тоа е антисемитизмот. Продолжија со, тоа е веќе вредноста, нели, кешо заговори, закана, ЛГБТИ движењето, кое се представуваше до екстремно монструозни начини, кое доведува до дехуманизација на цела една група на луѓе, не само на активистите, не само на граѓанските организации, туку на цела една група на луѓе, тотално ги дехуманизира, што услови да може некој да дојде и да напаѓа центарот беше 6 пати напаѓан. Кој доаѓа и да сака да одземе нечiji живот. Значи, сликата него му е тотално дехуманизирана за таа група. Таа група веќе не е човечка. Јас можам да ја нападам и можам да ја го одземам животот, затоа што веќе не е човечка. Тоа е фашизам и ништо друго. Да, затоа реков, не е популарен зборот да го употребам, меѓутоа ако ги гледате степените, како се развива сето тоа, антисемитизам, дехуманизација на цели групи на луѓе, правење на непријатели на тие групи на луѓе на народот, плашење на народот. Тоа е, ако одиме понатаму ќе видите, сега немаме време, не би сакал да одземам премногу време, меѓутоа ако навистина еве да имавме еден аналитички центар и ние, ќе видевме дека уште повеќе елементи почнуваат да се покажуваат и храни едно навистина фашистичко чудовиште. Она што е среќа во сето ова, што на ваквите чудовишта секој ден им треба да се хранат. А тоа значи дека секој ден им требаат нови групи на луѓе, се додека тие групи на луѓе не станат мнозинство. Тоа се случи кај нас и јас верувам дека тоа ќе се случи на глобално ниво.
Ono što е страшно е што пред да биде подобро ќе биде полоша. А ние ќе треба да го изживееме сето тоа и само ќе додадам последен изблик на сето ова е нападот на реформата во образованието. Нападот на реформата во образованието не е случајна и не е наивна. Не се работи за напад на дигитализацијата, иако и тука има елементи на некакви кругови финансиски кои ќе изгубат пари од печатење на книги и сето. Тоа верувам дека има и такви проблеми. Меѓутоа главното е она што успеа режимот на Груевски, односно одредена структура од тој режим, да го инсталира во нашите учебници, а тоа е тврдиот патриархат, каде што ние сега, после, мислевме некои работи 45-та сме ги расчистиле, меѓутоа не, ние сега во овие учебници имаме слики во кои жената е само со средства за чистење и мажот е само со далинското пред телевизор. Овој напад врз реформата, еден голем дел е токму да се избегне чистење на учебниците од овие страшни, најтврди патриархални содржини кои они успеа внатре да ги вметнат. Другото е она за што нив им користи, дехуманизацијата, односно сеопфатното сексуално образование, за кое јас дури и принтав тука што све има. Значи, родовата идеологија се шири како канцер на светот. Вие замислете за една група за трансджендер луѓето, и они прават тотална дехуманизација. Значи, они не се веќе луѓе, они се идеологија. Значи, како може човек да е идеологија? Самиот човек. Човекот може да верува во одредена идеологија или не, меѓутоа, он да биде идеологија. Тоа е дехуманизацијата. Многу суптилна, али е дехуманизација. И утре некој може да оди и да убие некога. Точно така. Затоа што идеологија не е човек. Едно време на почеток кога почна таа дезинформацијска кампања и се, ние доста зборувавме за тоа дека ни треба медиумска писменост, Јас не сега после толку години мислам дека не е проблем медиумската писменост или неписменост. Во суштина се работи дека они знаат дека 30%, значи, джинот е излезен од шишата. Точно. И на овие 30% им треба нешто што ќе им го потврди ставот. Воопшто не се работи дали се писмени или неписмени медиумски. Нив им треба и они бараат да прочитат по медиуми, по порталице, она што ќе го потврди нивниот став. И тука е работа, и ние ќе мора да го најдеме одговорот, а се уште го немаме. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.